И веќе го имаме на линија Славчо Максимовски, кој што е уметник и кој што стои со свој подпис за еден успешен проект. По претходната успешна изложба која што беше посветена на 29 истакнати македонки, овој артист се враќа со визуелна приказна која што уште подлабоко го истражува архетипот на македонската жена, незината тивка храброст, духовната вертикала, нежноста што го носи домот и борбеноста што го движи секојдневието. Вака ќе го најавиме новиот проект од 27 портрети на македонски жени кој што во моментов е изложен во Загреб, а секако зад истиот овој проект стои уметникот Славчо Максимовски. Славчо, добро утро и голем поздрав од Скопје генерално и од нашето студио. Добро утро. Добро утро и од мене, голем поздрав од Лјубљана и многу ми е драго што имам барем на ваков начин можност да учествувам во емисијата и да се видиме повторно после долго време. Да. Така е, Славчо, да, после долг временски период се гледаме барем и вака, но тоа значи дека твоите патишта веќе се отвораат и те водат надвор од границите на Македонија. Известен период живееш во Лјубљана, Словенија, а твоите дела се изложени и во Загреб. Ќе зборуваме за патот по кој што го одеа твоите слики или твоите проекти, но би сакала за почеток да ни споделиш како е во Лјубљана овие денови, дали веќе се чувствува таа празнична атмосфера, магијата што ја носат баш овие празници? Па да, веќе од пред некој ден се чувствува празнична атмосфера, како и секоја година. Е интересно и е доста мирен град за живење. Моментално сум тука, меѓутоа по мојата природа како номад живеам, па се надевам дека ќе открием уште некое друго ново место за живење понатака. Да, Славчо, пред да почнеме и односно да се задржиме малку повеќе на овој проект и сите оние детали кои што ни интересираат нас и нашата публика, во овој дел или во нашето утринско будење, меѓу другото, секогаш и зборуваме за оние утрински ритуали кои што ги има секој од нас. А уметниците можеби на некој поинаков начин го започнуваат денот, дали е тоа порано утрински, кога доаѓа и најчесто креативноста, дали во утрото или можеби во текот на ноќта. Дали, Славчо, вие сте ранобудник, како започнува денот во Лјубљана, што е она кое што нели е еден утрински ритуал за добар и успешен ден или секојдневие? Па практикувам што е можно порано да станувам за да ми биде поголем денот. Ама генерално креативноста највеќе доаѓа во досните часови. Меѓутоа имам различни активности секој ден, така да со оглед на бројот на активностите различно функционира, меѓутоа секој утро ми почнува со некоја музика, некој добар блуз или некој џез или рок, така да се разбудам убаво. Да, одличен начин и рецепт за тоа, но ете од стартот на денот па во текот на секојдневието и вечерта најчесто нели можност за творење или креирање. Македонските жени или убавите жени на мојот народ, жените како инспирација во твојот проект, жената во македонската уметност и она кое што го има како улога во општеството денес. Кој е твоето видување, впрочем, покрај она кое што можеме да го видиме од самата изложба или фотографиите и вака од инсертите, но бидејќи ја одбирате жената како централен културен символ, што е она кое што може да го кажеме од ваша перспектива? Зошто жената и зошто токму бавите жени на нашиот народ? Вака, значи жената генерално низ целото мое творештво е главен елемент во било каков облик и да се изразувам, дали е тоа фотографија или е слика или што и да е, затоа што мислам дека е најубавиот мотив што еден уметник може да го има пред себе. А убавите жени на мојот народ е базата на оваа идеја е истоимената песна на Блаже Конески. Меѓутоа јас сакав да ја свртам приказната на моја една позитивна страна, затоа што во песната на Блаже Конески се зборува дека убавите жени на мојот народ тие брзо прецутувале. Тој зборува за жените од неговото време. Јас сакав на визуелен начин, на мој начин да ја прикажаме, да раскажеме на приказна визуелна за убавите жени на мојот народ во моето време. Јас сакав да ги представам како едни ликови кои што се суштински убави, кои што се
еден стол, едно срце на нашето општество и на нашето живење. Еден темел силен, затоа што без жени, мислам дека ако за многу работи назадуваме во светот и во Европа, преку жените може да кажеме дека и како имаме со што да се пофалиме. Ова беше еден начин на мое психолошко и уметничко истражување, еден долг процес и во суштина едно внимание или благодарност од моја страна кон сите жени на мојот народ, затоа што мислам дека има исклучително голем број на жени кои што заслужуваат внимание и почест да им се укаже од сите уметници и сите кои што креираат нешто и творат. Да, Славчо, ова е проект кој што беше представен и пред македонската јавност пред неколку години, зборам за првиот циклус. Ова е втор циклус со 27 портрети на македонски жени кои што веќе се изложени и во салата Тоше Проески во Загреб. Како се случи проектот да пропатува регионално и да стигне токму до Загреб, поточно до Хрватска? Какви беа реакциите таму и какви се секако впечатоците кои што ги носиш, предпоставувам, затоа што сето ова се уште е многу тазе. Ти спомена не си во Загреб, си во Љубљана заради работата и професијата, но во секој случај имаше можност, предпоставувам, да бидеш дел од самото отворање, да ги доживееш реакциите на тамошните посетители. Така, значи изложбата сама по себе, со оглед на изборот на жени и на тежината која што тие ја носат, предизвикува секако внимание медиумско и тоа ме радува затоа што треба да биде така, затоа што заслужуваат. Соработката продолжи затоа што и минатата изложба беше во истиот простор, на големо задоволство на луѓето кои што се во организацијата таму и кои што се домакини и на мое задоволство секако. Предизвика секако огромно внимание и убави чувства, затоа што луѓето кои што се таму или кои што живеат таму секако ги немаат видено дел од учесничкиве на поголем, значи подолго време. И мислам дека имаше една добра вибрација, едни убави чувства, позитивни, што мене многу ме радува. Се надевам дека ова изложба ќе пропатува и низ други градови, се надевам дека имаме можности во Скопје и во Македонија да ја изложиме во некоја адекватна установа културна. Би сакал да се случи тоа. И би сакал и двете изложби кои што ги имаме, затоа што вкупниот број на жени во моментов е 56. Ни треба еден убав простор кај што би сакал да се изложат сите жени, само вкупната бројка на цртежи и на слики заедно е преку 120, така да се надевам дека ќе успееме. Да, прилично голема бројка. Споминавте, Славчо, што иницијалната иницијатива или инспирација за овој проект и за оваа изложба, но може еден момент да споменеме тука, тоа е всушност колку физичката дистанца од татковината ја промени вашата перспектива кон македонската жена. Дали има такво нешто или такво влијание? Јас сум македонец и мене Македонија ми е во срцето и сега и ќе ми биде секогаш, и секогаш ќе ми биде инспирација мојот народ или убавите жени на мојот народ, затоа што мислам дека македонките се најубавите жени на светот. Убаво е да патуваш, убаво да согледуваш нови работи, така се менува перцепцијата за многу работи во животот, ама мислам дека коренот и тоа што е твое или она што е наше или што е свое е клучното и изворот на сите идеи или креации што треба да дојдат до нас. Така да јас не бегам од жената како мотив никогаш и се надевам дека така ќе продолжи, затоа што па и сите уметници најголем дел имале мотив, наоѓале во жените, така и јас. Славчо, до кога ќе биде отворена изложбата во Загреб? Имаш ли таква информација?
Изложбата во Загреб значи привршува, меѓутоа добро е што ова значи изложба може да се види и на интернет преку електронски пат како и мината во ова време. На кој начин тоа може да го направат луѓето? Имаме посебен линк на нашата страна која што е објавена, така да може да го ставиме подоцна во да си го најдат луѓето. Јас само се надевам дека за многу скоро време ќе имаме можноста во Скопје, како што реков, да изложиме за да видат во живо. Да, сосема е различна перцепцијата кога ќе се доживее некое дело или некоја изложба тет-а-тет, нели очи во очи, отколку овие нови модерни виртуелни тури кои што се возможуваат се почесто. Така што се надевам дека навистина, иако спомена ти, просторот е можеби првичниот проблем да се најде соодветен и адекватен кај нас, но верувам дека ќе се изнајде решение за сето тоа да може оваа изложба да стигне и во главниот град, поточно во Македонија, во Скопје, од каде што претпоставувам доаѓаат и најголемиот број на жени кои што се дел од твојата приказна. Сите успешни, сите своји на свој начин се разбира. Велиш правиш едно психолошко истражување кога ги бирав жените, па ме интересира колку имаше можност со секоја лично да поразговараш, да ја дознаеш незината приказна, за да може како таква да ја на некој начин насликаш или пренесеш преку едно дело кое што понатака ќе зборува со публиката или со посетителите кои што ќе го доживеат. Па јас морав со секоја од нив поединечно да поразговарам, затоа што мене ме интересираше во моментот, па го снимав секој разговор за да можам понатака, значи, неколку пати да го преслушам и да размислувам за разговорот, да ми биде како една првична база да ми биде за идејата што понатаму следеше. Така да мислам, за мене секако е едно убаво доживување да слушнеш различни приказни од толку многу успешни жени на различен начин. Сакам да кажам дека и да појаснам дека секако во Македонија има многу поголем број на успешни жени кои што заслужуваат да бидат дел од приказната. Меѓутоа, единственото нешто зашто е бројката толку колку што е, тоа е главната причина затоа што просторот и финансискиот дел не може да биде повеќе во една едиција. Се надевам дека некој што треба некоја општествена одговорна компанија ќе го препознае овој труд и идеја и дека ќе застане зад нас за да биде една традиционална убава приказна која што ќе продолжи за што повеќе успешни жени да се најдат во ова наша заедничка приказна. Јас сакам да кажам, да го напоменам тоа дека овој проект не е само мој, јас сум автор на проектот, меѓутоа има многу луѓе кои што се вклучени и важен е и медиумски треба да биде пропратен и да биде слушнат и виден заради сите овие жени кои што се дел од ова заедничка приказна. Да, Славче, голема инспирацијата во разговорот со вас, времето е ограничено, имаме само една минута, она кое што исто сакам да го споменеме сосема кратко на самиот крај, во дел од вашите интервјуа велите дека овој проект е и личен, но и колективен, па како токму личното искуство станува универзално како едно заокружување на разговорот во смисла на тоа дека вашето чувствување на женската енергија при работата со убавите жени на Македонија, всушност ја пренесувате и колективно на оние кои што се дел од изложбата, поточно на самата публика. Убавината е во тоа. Јас сакав да покажам дека заедно можеме да направиме еден подобар свет за сите, а уметноста сама по себе го прави светот да биде поубав и подостојно место за живење за секој од нас. Мислам дека ова е пример за да покажеме дека заедно можеме да успееме во се. И јас без сите овие жени кои што се дел од това немаше да успеам да реализирам изложбата. Затоа сум им благодарен на сите жени кои што се дел од това, на малкуте кои што не зедоа, не сакаат да учествуваат, тие се малку, можам да ги избројам на една рака од прстите, за среќа.
И се надевам дека приказната ќе продолжи со исто така убави и влијателни жени за Македонија. Така е, Славчо, ти благодариме многу за твоето вклучување ова утро и покрај набиената и густа агенда која што ја имаш таму, што успеа да одвоиш време и да бидеш дел од нашата утринска на Телма, се со цел малку повеќе да раскажеме за проектот кој што навистина и стигне и до Загреб. Веруваме дека ќе пристигне и во сопствената твоја татковина, секако тоа е Македонија. Продолжи понатаму да ја славиш женската убавина и сила, особено на жените кои што доаѓаат од Македонија. Голем поздрав до тебе. Вие сте мои пријатели од одамна, така да ми беше драго и чест да ве испочитувам и ви благодарам уште еднаш што ми дадовте можност и да учествувам во емисијата и на овој начин ви благодарам и посакувам убав ден.